Добро утро, следите утринската програма на Телма Утрово. Да си кажеме за економскиот дел од владината програма. Ке побараме став од бизнис заедницата колку за бизнисмените и стопанствениците во Македонија економските цели на владата, на новата влада се реални и остварливи. Гостин во студио тој е подпредседателот на Сојузот на стопански комори Орце Симов. Добро утро, добре дојавте во Телма. Добро утро, добре најдов и благодарам на поканата. Пред да зборуваме за економскиот дел од владината програма, неколку дена по стартот, по првиот работен ден на новиот владин кабинет, би сакал да ве прашам во однос на информацијата која беше објавена вчера од другата комора во Македонија за нивото на корупција. Како е кај вас? Вчера чувме анкета, истражување на Сојузот на стопанските комори на Македонија, според која секоја фирма, нивна членка таму, се изјаснила дека им било барано мито од представници на централна или на локална власт. Дали ве рекетираат и вас представниците на малите и средни предпријатија во земја? Ние делуваме во истата, работиме во истата земја, во истата средина, во истата околина, како и компаниите кои што ги анкетирала Стопанската комора на Македонија, така што резултатите што они ги добиле се исти, важат и за компаниите кои што членуваат за нас. Особено ако се земе во предвид и тоа дека некои компании членуваат и кај нас и кај нив, така да во тој дел разлика нема. И затоа тоа е една од активностите кои што треба да ги превземе идната влада, да се намали нивото на корупција во земјата, во државата. Ние и на изборите се покажа тоа дека кај населението, кај народот има огромно незадоволство од состојбите кои што ги има во земјата. Тоа беше изразено преку огромната разлика на изборите во која што тогашната опозиција, сегашната власт ги доби изборите со огромна разлика и очекувањата и кај народот и кај бизнисот, заедницата се огромни. Имате вие по-конкретно истражување, нешто налик на она што беше објавено вчера од Стопанската комора на Македонија? Бидејќи велите го делите истиот амбиент, така е, живееме во иста земја, истата средина, истите бизнис навиките се тие. Меѓутоа, дали имате вие на пример таму излегува со податоци дека на поголемите компании им биле барани суми над 100.000 евра, на некои до 10.000 евра, главно за дозволи, за одобренија. Во кој дел вие го гледате најклучниот проблем кога станува збор за митото и корупција пред да одиме со другите? Да, таквите состојба исто така како што кажав ја делиме и ние такво истражување конкретно со конкретни прашања и со испитување на одредени компании не сме правеле, меѓутоа во секојдневните разговори со бизнисот, со компаниите, со членките кои што членуваат кај нас, тие информации се случаат, се споделуваат, се разговара на таа тема, така што ги споделуваме и го делиме истото мислење што они го искажаа во однос на анкетата што ја имаат добиено. Инаку, ние за да ја подобриме состојбата во државата, мора да воведеме еден праведен систем, затоа што овој систем досега што го имаме, тој не води кон резултат и води кон стагнација. Ние мора да направиме политиката да го изгуби епитетот на најдоходовен бизнис во државата. Не смеат тие што се наоѓаат на државни позиции да ги користат тие државни позиции за личен интерес и за богатење, па да кажам и енорно богатење. Таа работа не смее понатаму да се случува, не смее да се толерира. Мислам дека и народот и луѓето што живеат во државата тие работи нема да ги толерираат, не се спремни понатаму тие да живеат, да останат во Македонија, да функционираат, да творат, да работат, да плаќаат давачки во централниот буџет во државата, а некој да ги злоупотребува тие средства за лично богатење и лична корист. Имате оптимизам дека ќе се смени тоа? Тоа мора да се смени и тоа треба да биде една од првите работи кои што новата влада ќе ги направи, да даде пример дека економично, домаќински ќе управува со средствата кои што сите ние ги плаќаме во државниот буџет. На тој начин ќе го подигнат расположението во државата, ќе дадат еден позитивен пример и ќе може да се бара одговорност од сите луѓе од државата, одговорност и од тие што работат во државните институции, да го дадат својот максимум, да даваат подобри услуги кон граѓаните и кон стопанството, со тоа што они први ќе го дадат примерот и оттамо ќе потекне промената. Ние мора да направиме промена во ова општество и таа промена мора да произлезе од нас. Може да биде под влијание од надвор, ние може да видиме како е во други земји. Меѓутоа, некој од надвор не може да дојде нас да не смени. Промената мора да дојде од самите нас и сметам дека владините функционери, тие што се на највисоки позиции во државата, треба да дадат пример
за одговорност, за сериозност, за економичност, за правичност и потоа сето тоа ќе се пренесе кон секоја клетка во општеството. Така што тоа ќе биде и една од најдобрите активности кои што може да ги спроведе владата кон подобрување на состојбите во државата, затоа што таа не може да дојде да работи. Ајде да зборуваме малку конкретно. Имаме владина програма на 60 на страници. Економскиот дел е во фокусот. Прво поглавје економска консолидација и просперитет. На 20 на страници првите се посветени на економијата. Имавте ли како Сојуз на стопански комори детален увид во програмата? Ги разгледавте и заземавте ли став? Ние ги разгледавме владината програма која што е на 60 на страни. Првите 20 страни се однесуваат на економијата. Во моментот сите индикатори кои што го покажуваат здравието на македонската економија светат црвено. Има многу големо поле за работа и подобрување на состојбите. А растот ланската година 2023 се очекуваше цела 23 дека ќе биде над 2,5%, на крајот завршивме само со 1%. Нивото на инвестиции се намалува, намалено е нивото на инвестиции. Се намалува извозот и на стоки и на услуги. Индексот на таленти е паднат од 71 на 51 место. Имаме стагнација и депопулација во државата. Луѓето се иселуваат, се намалуваат, а они се основната есенција за развој на еден бизнес. Ние не можеме да градиме. Симов, диагнозата е таа. Меѓутоа ова не е ништо ново. Добро. Ова го имавме и пред понеделникот кога беше првиот работен ден на новата влада и пред да ја видиме владината програма. Прашањето беше Диагнозата е таа, беше каков е ставот на Сојузот на стопански комори во однос на економскиот дел од владината програма. Новата влада ја знае диагнозата, ја познава диагнозата и тие имаат дадено лек за диагнозата во првите 20 страни од нивната програма. Тоа е мерките што ги имаат предвидено за подобрување на економијата се доста амбициозни, се добри мерки и ние се надеваме дека тие мерки во најголем дел ќе бидат спроведени. Каков ќе биде резултатот во државата од работењето на новата влада зависи од тоа во колкава мерки, во колкав процент овие предвидени активности ќе бидат спроведени. Тие математички кажано ќе се движат помеѓу 0 и 100%. Колку нивото на спроведување на тие мерки е поблиско до 100%, толку ќе биде подобра состојбата на државата. Ми давате премногу дипломатски одговор, ми звучите многу општо. Премиерот Мицковски сами откажа дека не му треба, не бара 100 дена и се фаќа за работа веднаш. Најави видливи резултати во првите 100 дена, фуриозен старт и макотрпна работа. Вие како потпредседател на Сојузот на стопански комори, прашањето е повторно. Дали економските цели зацртани во владината програма ги сметате за реални, за остварливи, за премногу општи, како што критикува новата опозиција без рокови, без буџети? Прашањето е многу конкретно. Во одредена мерка тие мерки што ни го предвидуваат, тие активности што ги предвидуваат се добри, но некои треба да бидат потребно да бидат подобри од тоа за да постигнеме, за да ја намалиме разликата помеѓу нас и развиените земји и да ја елиминираме една од причините за иселување на населението од државата, кое што е еден од најголемите проблеми и за развојот на државата и за развојот на демографската, за како да се запре депопулацијата на Македонија. Депопулацијата, затоа што без луѓе нема ни развој на економијата. Луѓето се и купувачи, а и работници во економијата. За секој бизнис се намалува потенцијалниот број на купувачи, а се намалува и потенцијалниот број на луѓе кои што можат да работат. Затоа велам, таму има бенефити за родилки, не прво дете, поголеми бенефити за мајките кои ќе родат второ дете, трето дете, однос на породилното отсуство. Од мерките ние ги разгледавме сите мерки, да речеме се предвидува од 2025 до 2028 година растот на економијата да се движи од 3 до 5%. Тоа е добро, меѓутоа може би треба да биде да се направат напори да биде и подобро, затоа што ние би требало за да фатиме приклучок кон развиените земји кон кои што се стремиме, ни треба да го удвоиме нашиот бруто домашниот производ за 10 години, а за тоа ни е потребен раст од 7% годишно. Значи не е доволно 3 до 5. За да го направиме тој раст од 7% годишно, на нас ни треба некоја нова парадигма, нов систем, нов начин на размислување. Не можеме едно исто да го повторуваме 100 пати на ист начин и да очекуваме различен резултат. Ако продолжиме како што сме правеле до сега последните 15-20 години, растот ќе биде тој како што е до сега. Те се движи околу 3%. Која би била таа нова парадигма, нов предизвик и дали такво нешто препознавате во програмата?
Таа парадигма, како што спомнав и претходно кога разговаравме, препознавам, да, тоа е борбата со корупцијата, праведниот систем и едноставно да се даде пример дека највисоките државни функционери не го користат државниот буџет, средствата што ги плаќаме сите ние за нивни лични интереси и богатења. Тие ги користат и носат такви одлуки кои што одат во интерес на нацијата, на народот, на државата и на бизнисот. Да не се носат одлуки кои што се неекономични, а служат за нечи личен интерес. Тоа што може владата да го направи, треба од таму да почне. Иначе има многу работи што треба да се направат, економијата да тргне натаму. Например, ние за да оствариме поголем раст, на нас ни требаат иновации. Иновациите се мотор за раст и развој. Ние не можеме да работиме во индустрии кои што се стари, кои што се застарени, кои што се поставени и етаблирани и таму да очекуваме поголем раст. Таму е влезено во сатурација, во заситување. За да оствариме поголем бруто домашен производ, поголем раст, поголема додадена вредност, ние треба да работиме на нови полиња, да решаваме некои проблеми кои што сега се појавуваат во светот и ние да почнеме да бидеме меѓу првите што ги решаваат тие проблеми. За да тоа се направи, ние треба да го подобриме образованието. Без добро образование вие не можете да имате луѓе што ќе иновираат. Како може некој да иновира кога он слабо знае математика, слабо знае физика, слабо знае хемија? Како ќе иновира кога неговите знаења се ниско ниво? Неговите знаењата на луѓето, на учениците треба да бидат на високо, на врвно ниво, за да ние можеме да иновираме и да ја подобриме нашата економија. Ние не можеме да станеме ниту на тој план Сингапур преку ноќ. И затоа е прашањето дали во владината програма, повторно ве прашувам, на тие 20 кусур страници посветени на економскиот дел, препознавате таква нова парадигма? Гледате лајт мотив за економски развој? Еве конкретно. Препознаваме, да. Ајде, повелете. Препознаваме нова парадигма, гледаме лајт мотив, гледаме светло у тунелот и се надеваме дека состојбите во државата ќе се подобрат. Тамо се предвидува, да речеме, регулаторна гилотина, дигитализација, предвидлива даношна политика, предвидлива околина во која што бизнисот ќе функционира, искоренување на корупција. Се препознаваат елементи кои што се надеваме дека ќе се спроведат на вистински начин и едноставно траекторијата на движење на нашата земја од стагнација ќе дојде во некоја точка кај што првиот извод од кривата на движење ќе биде нула, вториот извод ќе стане позитивен број, едноставно ќе тргнеме во позитивна насока и ќе дадеме еден импулс, еден сигнал дека има задоволство да се живее во Македонија, дека луѓето се среќни да живеат во Македонија, дека не размислуваат дајте што побрзо да се иселиме, барем на нашите деца да им биде добро во странство. Најавен е веќе ребаланс на буџетот за 2024-та, можеби почнува во позадина и да се подготвува буџетот за 2025-та. Мицковски вели ова ќе биде влада на економија и на развој. Веќе е најавена првата инвестиција 400 милиони евра вчера. Првите 100 дена ќе се почувствуваат резултати, вели ќе се почувствува тој економски препород, намалување на даноците, зголемување на пензиите. Видовте ли простор за намалување на даноците, бидејќи во владината програма кога ја гледав повнимателно не видов кои даноци би биле коригирани, бидејќи данокот на данокот на добивка и персоналниот данок. Да, предвидено е за млади до 29 години вработени да не се плаќа персонален данок, тие да бидат ослободени. Данокот на добивка останува 10% и јас колку што видов во владината програма за добивки над 50 милиони евра, за компании што ќе остварат поголеми добивки од 50 милиони евра, данокот би се намалил за 5%. Сметам дека даночната политика и даночниот систем кај нас е поволен. Ние имаме ниски даноци и како бизнес во тој дел не можеме да се жалиме и не би требало да се жалиме. Персонален данок од 10% е прилично низок данок. Ретко некои земји во светот имаат таков данок. Корпоративниот данок, односно данокот на добивка, исто така е 10%. Во развиените земји се движи од 20% па нагоре. Така што главните подобрувања според мене не би требало да бидат во намалување на даноците, туку во подобрување на околината во која што функционира бизнисот. Ние треба да ја подобриме околината, луѓето да бидат задоволни од образованието, од здравството, од правосудниот систем, да ги искорениме причините
поради кои што луѓето се незадоволни и емигрираат надвор од државата. Во повеќе наврати сте зборувале против сивата економија и сте кажувале, сте апелирале, сте алармирале како бизнис заедница дека тоа е главната кочница и тоа е она што го гуши најмногу бизнисот во Македонија. Што очекувате од новата влада во делот на борба против сивата економија? Сивата економија има голем замав во државата. Според некои анализи и пресметки таа се движи над 40% од вкупната економија. И за да се развива легалната економија, ние таа сива, односно таа може да се каже и црна економија, затоа што некои работи нема ни компанија ни ништо, таа мора да се искорени во најголем процент. И мора да се анализираат сите причини на кој начин функционира сивата економија и столбовите на кои што се базира работењето на сивата економија да бидат исечени. Тука треба да работи царинскиот систем, царината, да не се дозволува проток на стоки кои што се мерат на килограм или на некој друг начин, се царинат одреден шлепер, камион носи роба, се царини по некоја цена која што се одредува туку по број, тоа треба да биде. Понатаму едноставно треба да управата за јавни приходи заедно со Министерството за финансии и за сите државни органи кои што регулираат работењето да направат анализи и максимални мерки сивата економија да се сведе на далеку пониско ниво од 40%. Како една од клучните алатки во битката против корупцијата, сивата економија во владината програма е дадена на дигитализацијата. Може ли дигитализацијата да ги реши сите овие проблеми? Дигитализацијата може да ги подобри условите за бизнис, може да ја намали корупцијата, меѓутоа дигитализацијата не може да има големо влијание во сивата економија, затоа што ќе направи дигитализацијата? Сивата економија има некој човек што работи нешто и он тоа го прави на црно. Ние се да дигитализираме, тоа работа нема да се реши. Тој ќе си продолжи да си работи на црно. Ако шлеперите со роба влегуваат без да се брои кој тип на производ е влезен, во која количина е влезен, туку тоа се плаќа одредена фиксна сума на царина. Дигитализацијата исто така тоа не може да го реши. Дигитализацијата може да ја подобри економичноста на работењето на компаниите и да даде поголема ефикасност на јавната администрација и да ја намали корупцијата во смисла дајте ми го тоа и тоа или овозможете ви го тоа да ви го решам предметот. Едноставно, кога сите постапки во државата, кои ќе се проучат сите услуги што ги дава државата, тие ќе се оптимизираат и по однос на потребна документација и по однос на траекторија која што поминува тој случај за да се реши, тогаш нема да може некој да каже направи ми го тоа за да ти го решам проблемот. Едноставно, било кој корисник ќе може да види кај се наоѓа неговиот предмет, во која состојба и кај е тесното грло. Но во делот на сива економија треба да се преземаат некои други мерки. Ако нема некои неочекувани надворешни шокови, се предвидува инфлација од 2 до 2,5% годишно, намалување на невработеноста до стапка од 7,5%, односно отворање на нови 55.000 работни места за 4 години. Имаме ли толку луѓе, 55.000 нови работници, ќе ги најдеме ли со оглед на структурата на пазарот на труд и со оглед на иселувањето и демографската криза во која земја? Доколку се погледнат бројките од Агенцијата за вработување, ќе се види дека во Македонија опаѓа бројот на невработени. И се очекува во една стабилен систем, во една стабилна држава, ако бројот на невработени опаѓа, да се зголемува бројот на вработени. Но случајот не е така и едноставно тоа е парадокс, односно абсурд. Кај нас опаѓа и бројот на невработени и бројот на вработени, што значи дека Македонија го губи човечкиот потенцијал. Компаниите во тој дел се во една нестабилна состојба, затоа што нема доволен број на работници, тие ги напуштаат компаниите, обучени кадри во кои што се вложува голем напор, финансиски средства и енергија да се обучат за процесите на работа на таа компанија и кога тие треба да придонесуваат, тие или заменуваат надвор од државата или заменуваат во друга компанија. Едноставно флуктуацијата и од една фирма во друга фирма е голема. За да го надминат тоа, компаниите тие даваат поголеми плати, од што дозволува растот на продуктивност и растот на бруто домашниот производ, но сето тоа си има своји последици. Да речеме, ние првиот квартал 23-та споредено со првиот квартал 24-та година, просечната плата во Македонија е зголемена за 15%. А растот на бруто домашниот производ е 1%, доколку ја пондерираме и инфлацијата од 3,6%, ние ќе видиме дека имаме 11% неоснован раст на платата.
Од каде компаниите го наоѓаат тоа? Тоа го наоѓаат од своји резерви или од тоа што кратат во инвестиции. Исто така, ако се видат статистиките на Државен завод за статистика, ќе се види дека во овој период обемот на инвестиции е намален за 14%. Значи, вие не инвестирате, не ви остануваат средства да инвестирате, секој месец ги задоволувате новите барања на вработените, да ги зголемите платите, затоа што и тие се во криза на живење. Не видовте ли во владината програма таа реченица што секој бизнисмен сака да ја види, намалување на администрацијата, ефикасна, стручна администрација, деполитизирана, дека ќе нема место за партиските војници, дека нема вработувањето во државни јасни да биде награда за заслужните партиски членови. Зборуваме за тоа дека тоа е неопходно на Македонија да и се случи, да не биде се натовар на приватниот бизнис. Најдовте ли нешто такво? Тоа, значи, имаше реченици тамо дека ќе се подобри квалитетот на работа на јавната администрација преку дигитализација. Меѓутоа, конкретно тие реченици не сум ги сретнал во текстот, но во другите поенти кои што се спомнати во програмата се насетува дека за да се направи, за да се оствари тоа друго што е напишано во програмата, работите мора да бидат такви. Ако не се такви, ако новата влада, новото раководство во државата не даде позитивен пример, луѓето да речат има правда, праведен систем, тие што се во политика не се збогатуваат, не се богатат, економично ги трошат нашите средства. Ние работиме исто колку нив, меѓутоа затоа исто толку сме и финансиски моќни колку нив. Некој што сака да биде богат не може да влезе во политика. Вчера една од поентите кои што беше истакнати од Стопанска комора на Македонија од нивната анализа, многу компании рекле дека луѓето што влегуваат во политика сакале брзо да се богатат. Таа работа веќе не може да биде така. Тој што сака да се богати, дали брзо или споро, он треба да направи бизнис и нека направи успешен бизнис и дај Боже милиарди да стекне и да ги донесе тие во Македонија да има енормен број на богаташи. Ние ќе бидеме успешна земја ако тука има милиардери, ако има милионери. Меѓутоа тие да бидат стекнати со реален бизнис, а не со злоупотреба на јавните финансиски средства. Очекувате ли да бидете вклучени или барем прашани пред креирањето на буџетот за 2025 за став? Бидејќи тоа не беше пракса на минатата влада? Ние очекуваме да имаме блиска соработка со идната влада околу сите прашања кои што го засегнуваат бизнисот, економското работење. Има и платформа која што ќе продолжи во оваа форма како што е сега или можеби во некоја друга платформа за јавен приватен диалог, во кој што учествуваат стопанските комори, значајните стопански комори во Македонија заедно со владата и се дискутираат горливите прашања за економијата, така што очекувам дека таа пракса понатаму ќе продолжи најмалку во оваа фаза како што било до сега или уште повеќе ќе се зголеми соработката помеѓу бизнисот и владата. Како Сојуз на стопански комори, кои се првите мерки што ги очекувате вие од владата во првите 100 дена што треба да направат разлика? Да се почувствува, да се види нешто? И за бизнисот и за обичните граѓани. Треба да биде околу јавните набавки, тие да бидат транспарентни, да не насочуваат кон одредена компанија, спецификациите за јавните набавки да бидат општи, да конкурираат што е можно поголем број на компании, да се започне борба со сивата економија и да се започне борбата со корупцијата. Господин Симов, ви благодарам многу за гостувањето во Тинската. Благодарам и на вас на поканата.